Почитувани граѓани, денес го разгледуваме предлог законот за заштита на потрошувачите, односно закон кој што е клучен во однос на секој еден од нас. Зошто? Бидејќи секојдневно секој еден од нас на формален или на неформален начин стапува во одреден облигационен однос. Односно, што значи тоа? Тоа значи дека со самото наше дејствување во секојдневното живење имаме, воспоставуваме облигациони односи за кои што и самите можеби во одреден дел не сме свесни. Односно, пластичен пример, уште кога ќе станеме рано на сабајле и да одиме во продавница, стапуваме во одреден облигационен однос. И да се качиме во автобус, со купувањето на билетот, стапуваме во одреден облигационен однос. За секое дејствие превземено, стапуваме во одреден облигационен однос. А конкретно, заштита на овие права и обврски кои што произлегуваат од ваквите облигациони односи, кои што ние на формален или неформален начин ги воспоставуваме секојдневно, јас, вие, секој граѓанин во Република Македонија, се регулираат овде. И треба да бидат регулирани овде, односно да бидат заштитени нивните права, а доследно на тоа да си ги исполнат соодветно своите обврски согласно закон. Што тоа ми значи? Тоа значи дека со вакво законско решение, кое што е предложено, добро е што станува збор за целосно нов закон, не станува збор за измени и дополнување, односно да имаме рашумијада во однос на законските одредби и самите потрошувачи да не знаат каде да ги бават своите права. Но, дали ваквото законско решение, кое што е усогласување со позитивните законски прописи и регулативите и директивите на Европската Унија, ќе ги реши секојдневните проблеми со кои што се соочуваат граѓаните. Сметам дека нема целосно да ги реши, бидејќи е делумно, во делот не е комплементарно, односно не е заеднички донесено со претходно посочениот закон кој што го најави и колегата пред мене, кој што се однесува на законот за нефер трговски практики, со кој целосно ќе се транспонираат европските директиви за нефер трговски практики во односот бизнис ту бизнис во синџирот на снабдување со земјоделство и храна и прехранбените продукти. Меѓутоа, тоа значи дека овде делумно ги решаваме проблемите. Ако од самото законско решение тргнеме според целите за кои што се носи ова законско решение, секако се наведени повеќе цели и се добро нормирани, меѓутоа, ако ги разглобиме, односно она што е клучно во овој закон и што во ова законско решение што се воведува, односно се дава посебно внимание на нечесни трговски практики, измамнички трговски практики и агресивни трговски практики. Внимавајте, при продажба на стоките и услугите, вклучувајќи ги и недвижностите, дигиталните услуги и дигиталните содржини, како и правата и обврските. Дефинирајќи ги овие поими, ќе се задржиме на одредена трговска практика, се смета дека е агресивна доколку по пат на, внимавајте, вознемирување, принуда, вклучувајќи и употреба на физичка сила или прекумерно влијание, значително ги нарушува слободата на избор на просечниот потрошувач или неговото поставување во врска со стоката и на овој начин просечниот потрошувач го наведува или веројатно дека ќе го наведе да донесе пазарна одлука што инаку не би ја донел. Сега, за да ова се исполни, секако од претходно воспоставениот облигационен однос кој што го напоменав, произлегуваат права и обврски. За несоодветните, односно несоодветните вакви облигациони односи и неисполнување на правата, односно на обврските на потрошувачите, потрошувачите чии права се повредени со користење на нечесни трговски практики, измамнички или агресивни трговски практики од страна на трговецот, имаат право на надомесна штета која ја претрпеле. Имаат право и на сразмерно намалување на цената на раскинување на договорот, додека на трговците следат глоби, санкции и забрана за вршење на дејноста. Ова директно се поврзува со една, односно со две од целите за кои што се носи овој закон. Односно, за цел 2 обезбедување на потрошувачите со инструменти за брзо решавање на споровите, тоа е многу клучно, и подобро остварување на правата на потрошувачите преку ефективен надзор на пазарот. Што е клучното овде? Клучното е тоа што овој дел, односно оваа цел за брзо решавање на споровите, имаме забавено, да не кажам и воопшто неможност за решавање на ваквите спорови.
Зошто? Бидејќи имаме трудови институции во делот на решавање на вакви спорови, бидејќи имаме наместо двостепеност согласно Уставот, ние имаме петостепеност во управните постапки, односно тргнуваме од првостепен орган, па одиме на второстепена комисија, па може да одиме на заведуваме управен спор во управен суд, па одиме на виш управен суд, може би некогаш поминуваат и години додека да се оствари одредено право на одреден граѓанин. Тоа се оние бариери со кои што не може да се воспостави, односно да може секој граѓанин да го оствари своето право. Дополнително на тоа, еве конкретен пример, сме во кризна состојба. Имаме прогласено кризна состојба. Имавме расправа овде. Имавме извештај на Државниот завод за ревизија, каде што наведува дека имаме индиции за злоупотреба на јавните набавки во РЕК Битола. Ова го поврзувам со делот до потрошувачите. Што значи тоа? Државниот завод за ревизија утврдува индиции за незаконско постапување. Не постапува обвинителство, не постапува Министерство за внатрешни работи, не постапуваат под опрен глас ниту оние кои што треба најпрво да се загрижат за ова состојба. Ова го изјавува Државниот завод за ревизија. Од овде следствено, поради ваквите постапувања, имаме поскапа електрична енергија, а тоа влијае директно на потрошувачите, крајните потрошувачи, односно граѓаните. Ова е еден синџир, една практика, која што сакав преку пластичен пример да го покажам она што треба да го регулира ова законско решение и овие постапки да можат поефективно да бидат решени. Може би, повторно, со неформално воспоставување на одредени односи, кои што не зависат во дадениот момент од крајниот потрошувач од граѓаните, плаќаат по висока цена на електричната енергија, бидејќи другите органи не си ја завршиле работата. Тоа е таа клучна улога на органите кои што несоодветно постапуваат во своите права и надлежности и правата, односно и врските кои што им се дадени, а затоа цената ја плаќаат потрошувачите. И затоа сметам дека со ова законско решение нема целосно да се решат проблемите на крајниот потрошувач, односно галопирачката инфлација која што ја имаме, а внимавајте во дадениот момент, повторно потенцирам, имаме кризна состојба. Мерките кои што ги превзема владата немаат воопшто некоја видлива состојба на ефектуирање, односно намалување на вака галопирачката инфлација. Повторно, овде кој е оштетен? Оштетен е крајниот потрошувач. Односно, ова директно влијае на буџетот на граѓаните, кои што се директно оштетени од, повторно потенцирам, несоодветното работење, односно постапување на јавното обвинителство и на одредени органи кои што треба да се грижат за тоа. Бидејќи, кога се работи за заштита на потрошувачите, потрошувачите се секој еден од нас. И имаме илјадници, милиони воспоставени вакви облигациони односи на ден, за кои што воопшто не можеме да ги селектираме колку ги има секојдневно, бидејќи потенцирам, имаме формални и неформални кои што секојдневно ги склучуваме. И затоа, доколку немаме соодветна рамка за нивна заштита и соодветно постапување и надзор согласно целите кои што се воспоставени на овој закон, крајниот потрошувач, односно потрошувачите, нема да видат бенефит од носењето парцијално на вакви закони. Повторно потенцирам, ова е само сегмент кој што требаше многу порано да биде донесен во спектарот на законски решенија кои што треба да ги заштитат потрошувачите. Затоа потенцирав дека што може побрзо од страна на владата и на Министерството да биде доставен на разгледување и донесување законот за нефер трговски практики. Со што овде ќе се заокружи една целина од големите бизниси до крајниот, односно преку малопродажните правни лица и малопродажните цени да се заштити буџетот на граѓаните, односно на крајните потрошувачи, бидејќи целта е заштита на граѓаните и на овие крајни потрошувачи кои што ги потенциравме. Заштитата на овие права на граѓаните произлегува од системот на функционирање на целокупната државна апаратура, односно на сите органи во државните органи кои што постапуваат. Благодарам.